Поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков преноќи во притвор. Во Шутка беше однесен откако судот го одобри 30-дневниот притвор, бидејќи обвинителството за организиран криминал и корупција со сомнеж дека ќе избега. Наводно Чавков имал имот на Халкидики и планирал тамо да се смести. За неговата одбрана тврдењата на обвинителството се фиктивни. Значи, вие имате службена белешка на некој си полицаец, намерно велам некој си кој што нити е овластен, нити има некаква задача, и пишува во некаква си службена белешка без било каков основ, повторувам, без било каков основ, реален ослов или реален обид за некакво бегство, имал вила. Ако избега, таа гаранција пропаѓа. Неговиот брат, неговата сестра и сите други најблиски ќе останат на улица. И правниците се сомневаат во тезите на обвинителството. Јако што се сеќавам, ваков прецедент до сега не сме имале. Значи, практично преди изрекување на пресуда, обично со пресудата можеби сме навикнале да има, зависно од висината и некои околности кои можеби би укажувале на бегство. Она што ги плаши луѓето е дека веќе е падната одлуката и дека можеби се спрема тешка казна. Поранешниот премиер Никола Груевски преку Facebook статус го искритикува потегот на обвинителството за притворот на Чавков. Груевски направи паралела и со предметот Тенк, дека се знаело дека тој ќе биде осуден, а премиерот Заев за подкуп знаел дека ќе биде ослободен. За Чавков Груевски пишува дека бил директор на БЈБ за справување со кумановските настани. Митко Чавков е невини жртва на политички прогон и политички монтиран процес, како и многу други лица во тој предмет кој настана како резултат на свесно и планирано незаконско бирање на председател на собранието, темпирано токму во време кога пред истото се одвиваат граѓански протести кои траеа помалку од 2 часа дневно, напиша Груевски. Екс-директорот на БЈБ Чавков е еден од 17 темина обвинети за крвавиот четврток, кој во петок ќе слушнат пресудата за кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, дело кое ја носи минималната затворска казна од 10 години. По 10 месеци на слобода и обезбедена гаранција од 600.000 евра, Чавков трет пат влегува во Шутка. Прво во ноември 2017-та, кога почнаа апсењата за собраниските инциденти. Од притвор го ослободи Врховен, но кривичниот суд веднаш го врати во Шутка, бидејќи Чавков не ја почитуваше мерката домашен притвор.